добро утро и до сите вас, драги гледачи, кои редовно ја следите нашата утренска програма. Се од 6:40 пат се разбудивте ова утро со Александра, а ќе траеме до 11 часот. Ова утро се јавувам во живо од Министерството за дигитална трансформација да слушнете малку повеќе за јавениот повик кој е објавен за студентите, кој од студентите ќе може да добие вредносен ваучер од 15.300 денари. Со мене ова утро господинот Љупчо Ристевски, во живо рековме од Министерството за дигитална трансформација. Добро утро до вас. Одлична можност за студентите да набават електричен уред со тоа што ќе добијат вредносен ваучер, рековме од 15.300 денари. Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Се надевам дека ќе успееме да го одземеме вниманието на оние студенти кои што пуштаат телевизор додека се спремаат за на факултет. Или родителите, пак им пренесат. Или родителите, да, или бабите дедовците. Така. Како што спомнавте и сами, по ветување идеја од страна на премиерот Христијан Мицкоски, од вчера и официјално започна со реализација аплицирањето за електронски уреди, односно за ваучери за електронски уреди, наменето за студенти. Да, верувам дека постојат одредени критериуми кои може да аплицира и како може да се аплицира. Па критериумите се едноставни, може да аплицираат сите студенти кои што имаат запишано семестар во учебната 2025-2026 година, државјани се на Република Македонија, не се постари од 29 години и имаат кориснички профил на ниско ниво на националниот портал услуги GovMK. Доколку немаат таков профил, дали треба да направат пред да аплицираат? Треба да направат, да, бидејќи тоа е основен услов за аплицирање, затоа што аплицирањето за овие уреди оди преку националниот портал за услуги. Не одзема многу време, кратко и едноставна процедурата, впрочем ние имавме долг период кампања за регистрација на нови корисници. Меѓу теренските активности една таква имавме и на кампусот на Универзитетот Кирил и Методи, кај што одзивот беше исклучително задоволителен. Така, пред да се вклучиме во живо, зборувавме за начинот на плаќање, за електронскиот начин на плаќање, и сега да се вратиме на електронското аплицирање. Дали електронски само може да аплицираат или можат и физички да ги поднесат оние документи кои што се потребни? Не може физички, исклучиво се прави електронски, меѓутоа тоа што се прави електронски е благодет на она што е дигитална трансформација, затоа што кога аплицирате физички, ограничени сте со време, ограничени сте од фактор човек. Кога аплицирате електронски, не ви е потребно време, туку услугата е 24/7 достапна на националниот портал. Еве, последните информации како апдейт на бројка кој што ги имам од економскиот оператор кој што го обслужува националниот портал се вчера во 8:30. Во текот на ноќта претпоставувам аплицирал уште поголем број на студенти. Така, во било кое време може да се аплицира, било каде. Каде треба да отворат? Која е страната за аплицирање? Страната е услуги GovMK, повекот е во најнови услуги, достапен јавен повик за електронски уреди за студенти, буквално со еден клик аплицирате, системот ве генерира по автоматизам, доколку не ви има во листата на Министерството за образование и наука, треба само да прикачите потврда од факултетот и назад го добивате генериран документот, односно ваучерот. Со тој ваучер вие потоа може да одите во некој од овластените продажни салони и да си го подигнете електронскиот уред. Може да кажам дека во првиот ден веќе 10.000 генерирани ваучери имаме, што е 1/5 од предвидениот вкупен број. Од тие 10.600 веќе го искористиле ваучерот. Значи веќе има студенти кои го искористиле ваучерот, така. А колку вкупно ваучер има? Дали секој студент кој што ги исполнува условите ќе го добија тој ваучер? Секој студент кој што ги исполнува условите ќе го добие ваучерот. Вкупно предвидени се 55.000 ваучери со рок на аплицирање до 20.12, односно 20 декември. Остануваат уште 33 дена, меѓутоа со оглед на темпото и динамиката дека во првиот ден 1/5 е веќе завршено, очекувам да си ја завршат сите студенти до крајниот рок работата, а можноста за набавка на електронскиот уред во продажните салони е до 31.12, до крајот на годината. До крајот на годината, така. Мислам дека ги опфативме сите информации за студентите и дека ќе имаат прилика да аплицираат до крајот на овој рок и да се добијат вредносен ваучер во замена за електронски уред. Да. И за прв пат е ова, рековте, исто пред да се вклучиме во живо. Да, ова е за прв пат и добро е да напоменам дека опфаќа една поширока компонента, ги опфаќа и приватниот сектор, практично
државата го помага на овој начин и приватниот сектор, родителите на студентите и самите студенти како крајни корисници на овој ваучер, така да еве ги охрабрувам студентите да ја искористат оваа можност и да аплицираат. Јас се благодарам за одвоеното време и за сите информации кои ги споделивме ова утро за нашите студенти. Ви благодарам и на вас. Александра, повторно се враќаме во студиото, а за потсетување, како што кажавме и во најавата, за оние студенти кои што не следат или нивните родители, нивните блиски, баби, дедовци, да им пренесат на студентите дека може да аплицираат за вредносен ваучер од 15.300 денари во замена за електронски уред. Ги кажавме условите и рокот за пријава останува студентите да аплицираат. Александра, повторно се враќаме со тебе во студиото и продолжуваме Бисера, јас ќе те задржам уште некоја минута со министерот, бидејќи ова е мерка која што додека јас бев студент важеше и јас истата ја искористив и си купив електронски уред кој во тоа време како студент на филозофскиот факултет го користев. Ќе прашам колку продажни места се вклучени за да се реализира оваа мерка, бидејќи како што каже и самиот министер, на овој начин се поддржува и поттикнува продажбата, па колку продажни места се вклучени, каде се студентите може да се обратат за да се купат нов електронски уред. Така, веднаш ќе го прашаме господинот Ристовски. Александра вели, во Цира спомени дека во нејзино време и она се купила, имала можност да аплицира за вредносен ваучер и си земала електронски уред. Потаму ме прашува на колку места може да се купат тие електронски уреди, со кого се соработувате? Колку продажни места има во Македонија? Вака, постоеше пред да се распишува јавен повик, постоеше јавен повик преку кој што исто одеше преку националниот портал, меѓутоа го спроведуваше генералниот секретаријат на владата, имаа можност да аплицираат на тој повик економските оператори. Објавена е листата и на Министерството за дигитална трансформација и на официјалниот сајт на владата во кои градови, кои се продажните салони, на кои од компаниите. Мислам дека во најголем дел од компаниите кои што се занимаваат со продажба на бела техника се опфатени, не би сакал сега да ги именувам, а за дополнителни информации слободно обратете се до генералниот секретаријат. Така, друга важно дека нема само во Скопје, за да студентите од другите градови можат да купат и во некои од другите градови. Да, ни цела Македонија, сега дека каде што овластените продавници имаат продажни салони, може да аплицираат. Ева вчера на пример добив од Куманово информација дека ги испразниле веќе продажните салони, така да треба нови да донесат. Да. Претпоставувам ќе имаат сладки маки оние кои што ја добиле можноста да ги снабдуваат со електронски уреди студентите. Да, значи дека студентите се во тек и го следат овој конкурс, аплицирале, си поднеле нели документи за добивање на вредносен ваучер, така што успешно е она што го правите за прв пат како Министерство за дигитална трансформација. Може да кажеме дека е сосема успешно како за прв јавен повик од ваков карактер. Но повторуваме дека се уште имаат време студентите да аплицираат и да поднесат нели документи за вредносниот ваучер. Александра, дали имаш уште некоја прашање или може да се одјавиме? Не, Бисера, благодарам многу, ги исцрпевме, мислам дека сите прашања, ти благодарам многу. Се благодариме и на господинот Љупчо Ристевски од Министерството за дигитална трансформација, кој ова утро ни ги разјасни сите дилеми, прашања кои што верувам дека ги имаат оние кои можеби се уште немаат информација за овој јавен повик.